Во последниве недели се забележани безброј дронови на небото над источниот брег на САД. Игор Стефановски од Гласот на Америка го вклучуваме во дневникот. Игор, што се случува во САД? Мартин, истражните органи велат дека помалку од 100 дронови заслужуваат понатамошна истрага, а повеќе од 5000 пријавени беспилотни летала како се пријавени како сомнителни. Во заедничката изјава на Оделот за домашна безбедност, FBI, Федералната управа за воздухопловство и Оделот за одбрана наведено е дека меѓу пријавените дронови имало комерцијални беспилотни летала, дронови на љубители, како и авиони со екипаж, хеликоптери и звезди кои по грешка биле пријавени како сомнителни дронови. Не идентификувавме ништо аномално, се вели во соопштението. Пентагон вели дека нема докази дека дроновите представуваат закана за националната безбедност. Секретарот за внатрешна безбедност на САД изјави дека нема индикации за странска вмешаност. Тој рече дека активно работат на проблемот, но укажа дека им се потребни поголеми овластувања. Лидерот на мнозинството во Сенатот Чак Шумер рече дека ќе помогне да се донесе законодавство што ќе се бори против ваквиот тип на дронови, со што на полициските одели на локално и државно ниво би им било возможно да им помогнат на федералните служби за да ги анализираат таквите летала. Јавноста бара поголема транспарентност за ситуацијата. Зошто на небото низ неколку сојузни држави на источниот брег во САД се појавија дронови, зошто толку голем број во Њу Џерси и кој ги испратил? Ова се прашањата кои ги поставуваат американците, а и прашања кои се поставуваат низ светот. Жителите сведочат дека на небото кое е вообичаено тивко, последните недели се забележило движење и осветлување. Кристофер Сталдулис, кој е љубител на беспилотни летала и е еден од жителите на Њу Џерси, чии видеа ги привлекува очите на јавноста, вели дека овие беспилотни летала се поголеми од обичните дронови, но не се големи како авион, туку како возило. Новоизбраниот председател Доналд Трамп понуди своја теорија. Вели, владата, војската и председателот знаат што се случува. И цитирам, сакаат да ги држат луѓето во неизвестност, рече Трамп. Председателот Џо Бајден пак ги отфрли тваквите тврдења и рече, цитирам, засега нема сомнеш за опасност, вели Бајден. Што и да се случува над небото над американските сојузни држави со беспилотните летала, сите очекуваат конкретни одговори. Мартин? Игор Стефановски, Гласот на Америка, Вашингтон. Продолжуваме со другите вести од светот.